Драги гледачи, добар ден. Еве, да не речам добро вечер. Во овие прирочни часови од нашата редакција да испратива денеска сите пратите сите зборат за кохабитација, зборат за диалог, а нарочито за кохабитација и многу ваши граѓани се јавија кај нас со редакцијата викат што е тоа кохабитација, па еве ние во непосредни анкети со вашите гледачи ќе успееме да видиме што мислат луѓето. Еве, на пример, се извинувам, во овие природски часови природни ме интересира. Дали знаете што е тоа кохабитација? Батка, не ме дрибле на sastanak. Ете, да sastanak идете, си идете. Извинете, само да ве прашам, госпоđo, дали знаете, за телевизија само, дојдете, дали знаете што е тоа кохабитација? Не пратам спорт, појма. Не пратите спорт? Каде, еве, гледате како нема во нашата анкета, еве, спорт. Видите, вие пратите спорт, дали знаете што е тоа кохабитација? Кај ме најде мене? Кохабитација. Кохабитација тоа беше нешто врзано, странски збор, и мислам дека нешто со наука, даде беше биологија, математика, нешто имаше. Така беше нешто. Со математика. Добро, вие ќе видиме вечер во вестите дали сте дали точен одговор. Идеме понатаму, рекој. Добро вечер. Очигледно сте расположени, дали ќе сакате едно прашање за анкета правиме, дали знаете што е тоа кохабитација? Па вие бре од телевизиите само за рецепти правите муабет. Па се знае тоа кохабитација е нешто поврзано со на колачот што се прави кох. Има еден колач и тоа кохабитација, па нешто кога се јаде, кога се троши. Абитација, да бе, како се абе. Да. Добро, ето интересни гледања, гледате како во демократска земја секој си има право да си го каже. Еве, уште случаен било, господине, се извинувам. Еве. Ако сакате малку за на телевизија да го пополниме терминот за вести, вака ми делувате учет човек. Дали знаете што е тоа кохабитација? Кохабитација? Па ја мислам на Роберт Кох нешто ме подсеќа. Мислам дека е тоа болест. Некоја бактерија мислам дека беше. Да, Кох е. И обично да речеме, ако се заразени еден или двајца со таа бактерија, треба максимално да се избегаваат и да се игнорираат, да не би дошло до епидемија. Мислам дека е така. Добро. Ќе ви гледате вечер на вести, дали ви е точен одговорот, може би ќе добиете награда, а може би и нема. Ете, драги гледачи, дес да бјав нема. Овде е Субрак, чекајте ја да видам. Се извинувам. Ало? Уредниче, па еве правам со, па не знаат што е еден, сите нема унифициран став што е. А што е кохабитација? Добро. У Америка, на пример. Добро. Председателот и премиерот да имаат исти, гледа за државата да има развој да биде. Англиски. Па добро бе, шефе, зашто не малтрети? Тоа е англиски збор, што за како сакате англиски примери овдека кај нас да функционират. Премиерот и председателот, па они си се својли што си тука ние македонски некои правила треба да измислиме, а не ова. Ајде, ќе најдам некој тоа да каже, ајде. Драги гледачи, гледате како у овие демократски услови, секој ја сега ќе најдеме некој да даде адекватно мислење, а до тогаш вие останете со нашата телевизија и ние ќе се видиме во некој по јасни времења од овие. Миле Паника за вашата телевизија. K15!